Интересни факти за чоколадото. Возрастните сигурно ќе се запрашаат што бара чоколадото овде. Како тоа го променило светот. Но ако ги прашаме децата, тие сигурно ќе кажат дека не постои поголем изум. Или барем тоа е еден од најважните. Затоа што чоколадото е сигурно најомиленото благо на светот. Првично, чоколадото воопшто не било сладко и не се јадело, туку се пиело. Пред 3000 години, луѓето во Јужна и Централна Америка и Мексико го правеле од какао во кое додавале ванила и лути пиперчиња. Не е ни чудно тоа што го нарекувале ксоколатл, што значи корчлива вода. Ние би додале и лута. Меѓутоа, според мексиканската легенда, оваа напивка ја пиеле и боговите на небото. Навистина, свареното какао толку примамливо мирисело, што сите посекувале барем да голтнат, без разлика што е горчливо. Во Европа пристигнало во 16 век, и тоа право на дворот на шпанскиот крал. Семките биле садени во манастирските градини и набрзо никнал какаовец, зимзелено дрво на кое се раѓало какао. Неговото постоење било чувано во строга тајност, а чоколадната напивка, засладена со мед, набрзо станала омилен десерт на дворот. Тоа повеќе не можело да се крие. Во почетокот на 17 век, еден италијански трговец дошол некако до семките и какаото набрзо се проширило низ цела Европа. А по 50 години во Лондон е отворена првата продавница за чоколадо. Денес чоколадото главно се јаде. Какаото и натаму е основна состојка, во оние црни, малку горчливи чоколада ги има 2/3 од целата табла, а осем какао се додава млеко, маст, путер или маргарин и шекер. Во некои чоколади се додаваат лешници или кекс, кора од портокал, а понекогаш и малку лути пиперчиња. Некои чоколади се полнат со разни кремови, некои се прелеваат на политанки, од него се прават разни торти и колачи. За малку ќе заборавевме. Во секој чоколадо има и малку нафта. Навистина. За да има сјај и цврстина, се додава малку парафин, а тој се добива од нафтата, но без разлика, тоа е чоколадото.